А сега е време за интервјуто на телевизија 24. Иван Пешевски, подпредседателот на Сојузот на синдикати на Македонија во студиото на телевизија 24. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Благодарим и на можност. Кога го договаравме овој разговор, го договаравме да зборуваме за потрошувачката кошничка, за стандардот, меѓутоа она што се случи вчера ќе биде темата или стартната тема за овој разговор. Вие сте представник на синдикатот на градежништво, па би сакал со оваа тема да го почнеме разговор, па потоа ќе ги одбележиме и оние извештаи што ги објавувате како потрошувачката кошничка. Сакав да ве прашам околу се она што беше видливо по скопските улици, нови градби останати без кровови, олуци и останати делови од зградите. Како ќе го коментира синдикатот во време кога се продава квадрат 3000 евра? Што според вас е причината? Дали се тоа неквалитетни материјали, нестручни работници или завршена работа на брзина или пак е нешто четврто? Вака, најпрво мора да кажеме дека тоа што се случи вчера не е некоја секојдневна гледка или некоја обично невреме, обичен дожд, за да нема такви штети. Штетите, ако гледате така, може би на 5 и 10.000 евра квадрат да ги направи исти таков некој ураган кој ќе дувне и во друга држава, да не се пркосиме со природата или да кажуваме што се може да се случи. Најважно е што сите се живи и здрави, освен некои луѓе што беа повредени, и штетите дали ќе се санираат или не, уште по неважно прашање. Најмалку ми беше да удрам по градежниот сектор. Не, нема врска, не удираме по никого. Големиот дел од новите градби имаат последици. Невремето удри и видовме дека летаат кровови како салфетки, оние лимени и сето тоа. Дали е квалитетно или неквалитетно, има стручна фела што ќе каже. Но што е важно? Дека се гради на брзина, дека се гради со мито и корупција, дека се гради колку да се изгради за да се пушти технички зградава да се вселиме, а за цената да не дискутираме дека не вредат можеби 1000 евра, камоли 2500 евра. Тоа сме го говорили и порано дека не се покачи толку работната рака колку што се покачи квадратот за да бидат виновни или не работниците. Јас како прв човек на синдикатот не значи дека 100% можам да ги заштитам работниците или да кажам тука нема виновни работници на тој кров што летнал, но затоа има надзор на тој работник што треба да види, да констатира дали е исправна технички таа зграда, а не само да се договори градоначалникот на некоја општина со одредена X фирма што ништо друго не почитува од закон и колективен договор и на крај да се чудиме зашто имаме такви градби или одлепени стиропори, летнати кровови и сето тоа што го гледаме по вас медиумите. Но од друга страна пак ќе нагласам дека стручноста и нестручноста на крај треба да имаат име и презиме. Да се види која фирма ја правела таа фасада што се одлепила така како салфетка или кровот што летнал, да видиме дали имала надзор на крај да констатира човек, градежен инженер, статичар дека тоа е во ред исправно и дека може да се употребува, кој ставил печат за технички исправна зграда, дали е тоа лифт, кров, лим или олук, не е важно во случајов, но важно е да видиме дали и по кои стандарди се градело и фасади и кровови и сето она што го гледаме на прво невреме што може да не снајде. Да не предуцираме или да кажеме ако има земјотрес, дали сеизмолошки се новите градби испитани или со какви материјали се градени. Но да не шириме паника кај граѓаните дека живеат во неквалитетни згради, без разлика на се, они сами си виделе во што живеат. За еден кров имаше дека луѓето што тужеле, добиле на суд дека кровот не е како што треба, они убедувале дека е како што треба, за вчера не времето да ни каже дека навистина кровот не е како што треба. Судската одлука видов во Карпош 4 дека кровот повторно летнал. Но пак ќе кажам да не се става вина на еден, туку да се стави вината на секој еден што потпишал дека нештото е исправно, а излегува дека не е исправно. Затоа имаме многу аномалии во системот и сето тоа што го гледаме ние лаички со голо око, има име и презиме на крајот на денот да одговара тој што градел или што потпишал дека нештото исправно, излегува дека не е исправно. Какви се информациите денеска? Работници имало сигурно на дел од објектите? Да, видете, од секторот каде што доаѓаме, поголемиот дел од градежните работници се на инфраструктурните објекти каде што се градат мостови, тунели, автопатишта и така натаму. Меѓутоа, високо градбата, нагласувам дека навистина влада е наназад многу години урбаниот градежен хаос, а тоа колку сака нека се лутат тие газди дека се урбана мафија кои што навистина злоупотребија средства на граѓаните да направат такви торти што ќе летнат на првото невреме, така што одговорноста пак ќе кажам, нека си се видат кај инвеститорите, кај изведувачите, кај надзорните органи што дале дозвола да бидат пуштени во употреба и
тогаш може да кажеме кој е навистина Сакам да виновен. прашам, нема пријавено повредени или нешто друго околу работниците кои што биле затечени на работно време? Луѓе што беа повредени, немаме барем ние во синдикатот информација дека е некој наш член или наш вработен, дека е тоа градежен работник, туку напротив, тоа биле можеби случајни минувачи, обични граѓани, каде што денес повторно се санираат штетите и луѓето работат на терен, но за наша среќа немаме такви повреди или штети. Повторно кажувам, ова прашање е наменето да видиме објективно како стојат работите, ниту да наведувам некој од работниците, ниту од компаниите што се случува на терен, бидејќи за неколку минути се направи тотален хаос во Скопје. Многу пати сме кажувале дека голем дел од работниците работат и на црно, особено тие занати што ги нема, фасадери, гипсери, молери, луѓе што работат кров. Дали некој отишол од државниот инспекторат на труд да види кои луѓе работат се на ова што вака заличи, да не кажам, односно не личи на ништо Скопје. Тогаш ќе видиме дали навистина станува за квалификувани работници, пријавени работници или луѓе над надница кои што нема друго решение, па морале да санираат нешто, да направат, да. И потоа нормално дека вие по нив не може да сносат одговорност кога не сте ги ни пријавиле, ни обезбедиле како работници легално да завршат некоја градежна работа. А сето она што е направено како што треба и стои до ден денес, тоа е нешто што вчера сигурно не летнало и не е нешто крпено, праено, недопраено на некој сомнителен тендер или колку да заличи таа општина дека има еко фасада или не знам каков кров. Затоа велам, што е оштетено треба да се види кој дозволил тоа така да личи или така да остане после завршената работа и да чекаме дали ќе има ветер или дожд, па ќе се сруши сета работа или ќе остане читава. Подобрена е превентивата или натаму ќе реагираме по некаква трагедија? Каква е безбедноста на градилиштето? Да, што се однесува до безбедноста, баш бидејќи живеам во истата општина каде што се случи предпоследниот немил настан да загине 34 годишното момче од Паланка, повторно не видов дека е обезбедено градилиштето, односно работеа луѓе без никаква лична заштитна опрема и без да биде обезбеден ископот, повторно се работи како што се работеше допред 2 месеци. Така што мојот апел е да не чека државните трудови инспектори да се случи повторно несреќа или несреќа со фатален крај, туку да засукаат ракави, да излезат од нивните канцеларии, да видат што навистина се случува на терен. Не само по Скопје, туку верувам дека е таква сликата и во другите општини. Добро, не разбирам, мајсторите, градишните работници одбиваат да носат шлеми, заштитна опрема или нема тука дали одбивам или не одбивам. Ако има инспектор нема што да се одбива. Меѓутоа не знам што констатираат инспекторите. Не набавува, не обезбедува инвеститорот. Пак ќе кажам, секое градилиште си е приказна за себе, меѓутоа она што може да го видите и вие и ние со голо око, не треба да разбираме градежништво. Луѓето работат без мајца, а камоли соодветна лична заштитна опрема, шлем, чевли, ракавици и така натаму. Работат како да се дојдени од дома да прошетаат по градилиштето, а не да врзуваат арматура, да копаат ископи, да бетонираат и сето она што го имаме на едно градилиште. Пак ќе кажам, виновна е контролата во спроведувањето на законите, а единствено таа во моментов е во државниот трудов инспекторат. Ако они дале зелено светло дека така треба да личи едно градилиште, они за тоа работат. Меѓутоа, дали нема доволно инспектори да се види се што се работи и како се работи во државава е проблем, повторно ќе кажам, на државата, бидејќи она е нивни работодавачи и она треба да знае колку на оваа работа се потребни градежни инспектори, инспектори за безбедност и здраве при работа, трудови инспектори. Ние ако влеземе таму можеби пола и се непријавени, односно не се со договор кај тој работодавач или кај тој инвеститор. Така што прашањата се многу. Имате информација? Фирми? Па немаме, има информација некоја од државниот инспекторат за труд, меѓутоа немаме точна бројка, бидејќи како да ги кријат бројките. Ние велиме дека бројките, статистиките и проблемите се кажуваат за да се решат, не се кријат под тепих. Тепихот веќе е до толку кренат што сами го гледаме ѓубрето под тепихот. Дајте да видиме што навистина сработиле на терен, колку се казнети, колку се затворени. Ние само гледаме од кој ќе се случи нешто, дека таму се затворило и сега има дадено наредба или опомена во тој рок да се санира тоа. А претходно како се гради, кој гради, што употребува од градежни материјали, никој не излегол да каже ова другари е затворено поради тоа и тоа. Се треба нешто да се случи за да научиме лекцијата, што не е добро за нас и затоа велиме превенцијата и законите кои ги правиме се за да го опаметат, дали е тоа работник или работодавач, да не се случи нешто од кој ќе се случи, верувајте дека е касно за многу фамилии, не само за таа една фамилија. Нека допрева последново до оние кои што треба да излезат на терен и да реагираат. Сега да се вратиме на онаа тема која што првично разговаравме. 2 месеци поред се намалува вредноста на потрошувачката кошничка. Во јуни 88 денари, во јули 156 денари. Символични суми, меѓутоа од она што го имавме
претходно како зголемување на трошоците на живот, веќе имаме и намалување. На што се должи ова? Вакви суми можам да кажам дека се статистичка грешка во сумата од 68.000 денари колку што чини животот на 4-члено семејство, така што просто и пластично кажано не е исто скапо во лето и во зима. Повеќе даваме за грејење во зима, повеќе даваме за ладење во лето и стотина денари е храната намалена, тоа е скоро ништо, имајќи во предвид колку цените претходно месеци и години се качувале, да заклучиме дека за 2 години 6.000 денари е поскап животот. Сега што се намалил месецов 150 денари, тоа не треба да даде зелено светло во влада дека некој почитува фер трговски практики или дека цените на пазарите се намалени. Напротив, се е многу покачено, но месецов што излегла математиката, можеби за тие основни продукти кои што ги пресметуваме ние, по денар-два се собрало дека е поевтино, но не значи дека следниот месец нема да биде 300 денари поскапо. Но пак велам, генерално наназад години цените само растат. Од енергенси, од храна и пијалоци, од образование, од транспорт. Сето тоа направи да веќе кошничката со свој стан чини живот од 68.000 денари. Ако ја погледнете и другата со кредит или стан под кири од 60 квадрати, кошничката е веќе преку 83.000 денари и тоа повторно треба да го вклучи алармот кај представниците на власт да направат поголем притисок за покачување на платите. Во спротивно ќе дое ред со 2 просечни плати да не се поминува месецот, а камоли со 2 минимални како што тоа беше во Закон за исплата на минимална плата услов да може едно семејство да преживее. Со 2 минимални одамна не може ни едно семејство да преживее и се враќаме на прашањето дека луѓето се должни за да преживеат да работат на црно, да работат преку времени часови, празници, делници и многу повеќе од 40 часа неделно. Додатно некој градилиште како што кажавте на црно. Не ви ја уважува претходно кошничката или пресметката. Сега ви се јавија по фалија дека направивте добра пресметка? Вака, на последната седница... Мора малку иронично да го кажам. Не, да, видете, тука сме да зборуваме вистината. Јас сум човек што не сакам да кудам нешто што е за фалење или обратно. Меѓутоа, на последната седница на економско-социјалниот совет не видовме едно зелено светло ни од премиерот, ни од другите представници дека ќе биде подобро и дека нешто се работи да биде подобро на граѓанинот. Напротив, ние упорно кажуваме дека ова што го пресметуваме е затоа што статистика се откажа да го пресметува и ако ги собереме сумите и она нутриционистички што треба да внесе еден работник во текот на денот, чини толку. И нема некој што да ни се лути од другата страна што ние тоа го пресметуваме, па да рече не сте во право, ние ќе направиме наша кошничка. Они може да направат 5 нивни кошнички. Дали тоа ќе ги убеди граѓаните дека ефтино и дека ние во Сојуз на синдикати на Македонија лажеме, дека домативе сега не се 180 денари, кога сите гледаме колку се. Нивната кошничка, нажалост, се уште нема сума за ние да кажеме да во ред или не е во ред. Они се фалат дека нивната е просечна, а е поевтино од нашата. Во ред, ако е просечна, дајте ја сумата, да видиме едно просечно семејство колку му треба. Сега нема да купуваме 3 праски, купуваме 2 праски. Или нема да ни треба 9 млека, како што не караше министерката за финансии, каде сте виделе тоа, 9 млека месечно трошат. Па ако тие што имаме деца, знаеме колку млеко се троши. Ние исто така не го пиеме возрастните млекото, го пијат децата. Или дека не се троши една табла јајци или нешто што сме ставиле дека е сезонско, или односно не е сезонско, ние црешите ги ставивме за во лето, не за во зима како што бевме. Вчера правев анкета, знаете колку пари се црешите? 180 денари. Да, знам. Се црешите во јули. Да. И јас еве не ги купувам ако сум со надпросечна плата, јавно кажувам. Меѓутоа сакам да е не да ви се налути премиерот во јануар дека ги имало црешите. Црешите ќе ги има и понатаму, меѓутоа пак ќе кажам, ставени се во текот на годината и секој месец се пресметува различно, затоа и сумата е различна. Ние не сме ги јаделе црешите во јануари кога биле 600 денари. Ама ги направивте 66.000 денари. Процентално ги ставите и во Слободно нека излезе владата, нека каже другари, волку пари ви требаат за да преживеете и не барајте повеќе. Меѓутоа никако да излезат да кажат дека е состојбата лоша. Ако ние ја зборуваме вистината и сме лошите, во ред и понатаму ќе ја зборуваме вистината и нека бидеме лошите, но не можеме да ги лажеме луѓето со платите кои што ги земаат дека достоинствено се живее и дека не се луѓето под просечна плата, дека со 26.000 денари минимална не треба да бараме денар повеќе и така натаму. И како да ги убедите сега властите дека се намалуваат трошоците на животот, вие кажете дека требаат повеќе пари на работниците за
за подостојствен живот, тој ќе ви каже ете се намалуваат ваша пресметката, се намалуваат трошоците. Ако се вратиме назад години, ние ни претходната влада не успеавме да убедиме со колку се живее и со колку не се живее, но луѓето ги казнија на избори. Сега оваа влада тоа треба да им биде поука, не поука да им биде дека во ССМ пресметуваат кошничка, дека се е скапо, дека луѓето не земаат плата како што пресметува статистика 48.000 денари просек, да просекот е тој, но колку од луѓето го земаат, видовме дека 73,3% од вкупниот број вработени се под просечна плата, а дека со такви примања не се живее убаво во Република Македонија. И ако тоа не им е поука или школа, тогаш они ќе си го видат тоа на избори. Ние не сме опонент политички да дојдеме на власт со цениве што ги кажуваме. Ние сме превентива која што велиме вака е економијата во моментов, вака треба да направите за да биде вака. Сега они хапута пипута ел, нивното е едно од нашето. И сега кој ќе биде во право, они ќе си видат на избори. Ние нема што да видиме. Ние повторно смистите луѓе кои што пресметуваат и се борат за работниците. Тоа што зборуваме јавно, гласно и вистината ја кажуваме, на некој му се допаѓа, на некој не, но на членовите на ССМ сигурно им се допаѓа чим секојдневно се зачленуваат во овој синдикат кој што единствено остана да ги брани интересите на работниците. Другите, ако им е во ред, нека одат во политичка партија, некој кажува дека е во ред. Од друга страна, власта вели сега нема да има ни државни мерки за намалување на инфлацијата, бидејќи законите се почитуваат, 2% е зголемена маржата, 4% се зголемени цените, тоа се зголемувања кои што не излегуваат од рамките на законот за фер трговски практики и нема што тука да коригираме или да ставаме ограничувања. Како се случува и ова на терен, а не можеме да купиме, односно и натаму имаме ценовни шокови. Да, тоа е проблем што едно е на харти и едно е кога ќе кажете вие јавно од позиција на власт и можеме да кажеме дека се почитуваат законите. Да, сите сме за да се почитуваат законите. Меѓутоа, обичниот граѓанин не може да ги казни ни маркетите, ни министрите, ни никој. Ние сме тие што гледаме на терен колку е се покачен животот, за на крај кој ќе пресметаме да видиме колку навистина му треба на едно семејство за да преживее. Дали се почитува законот или не, гледаме по џебот. Гледаме дека секојдневно стапката на сиромаштија расте, дека преку 100.000 луѓе во државата се со 100 денари во џеб. И тоа не може да не убеди ни еден, ни премиер, ни вице-премиер од било која политичка гарнитура, дека се почитува, ама состојбата е таа. Ако се почитувало, повеќе пари ќе има работниците во џебот. Немаше да имаат ниту они, ниту работодавачите, ниту никој. Ние гледаме дека од ден во ден само обичниот граѓанин, пензионер, студент, работник осиромашува. Никој немаше да примети дека срещате за 180 денари. Така е, вие ако имате пари да купите и да не ги гледате цените, односно да не бирате во кој период од годината што ќе јадете, немаше да биде денес тема на разговорова. Меѓутоа, гледаме дека се повеќе македонскиот работник е осиромашен. Гледаме дека поради лоши политики и непостигнување политички консензус ниво собрание, ниво влада, се повеќе се иселуваат и млади и стари и нормално да се менува демографијата, дека не се охрабруваат младите ниту да земат стамбен кредит, ниту да направат повеќе дечиња и тоа нормално е дека нема да води кон посветла иднина на тие што ќе останат во државата, но тоа е политика што треба они да се замараат и да ја средат, а не да оставаат на обичниот граѓанин да се жали или да не се жали како се живее или не се живее. Што ќе биде пораката од вас као за крај на следниот економско-социјален совет? Да не пресметуваат со колку се живее во државата, бидејќи граѓаните се доволно паметни и знаат со колку се живее или не се живее, туку да се превземат навистина конкретни чекори и мерки во смисла на тоа како се пресметува плата, колку треба да биде процентот за пензиско за да немаме дупка во пензиското, а не сега дупката во ПИОМ ќе надокнадиме од АВРМ, па за некоја година ќе пропадне агенцијата за вработување бидејќи од 1,2 сега е 0,1. Да се направат реални пресметки колку навистина треба да биде нето плата, колку бруто плата, како тоа да се подобри преку државата во стопанството, да се даде една финансиска инекција што велиме ние, да има повеќе отворени работни места во приватниот, во реалниот сектор кој што го полни буџетот за да земат представниците на власт плата и дека ако се живее навистина со 400-500 евра, да ги направиме сите платите 400-500 евра, не да имаме 2.000-2.500 евра плата на министер и пратеник, наспроти 26.000 денари плата на работник, од која плата чекаме ние да земеме и јубилејни награди и минатрути и сето она што е предвидено во колективните договори и законите. Ако сакаме се да почитуваме, треба прво да се почитуваме меѓусебно, а не да кажуваме вие ништо не разбирате чим пресметувате волку, ќе видите дека ние сме во право и се живее со помалку. Ако сте во право, водете политика, има народ па ќе цени. Пишевски, ти благодарам за одвоеното време, тука завршува нашето интервју, се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам уште еднаш на можност. Почитувани, овде го завршуваме денешниот разговор. Ви благодарам на довербата и на вниманието со кое што не следите. Останете со програмата на телевизија 24. Од мене пријатно.